Повеќе од 20 дена истрагата за скандалот на онкологија тапка во место. Опозицијата алармира дека тоа што обвинителството нема докази и не се откриени се уште виновниците. Власта купува време за да прикриве докази и да го заташка криминалот на клиниката. Пратеничката од ВМРО ДПМН е Дафина Стојановска се сомнева дека пратениците од владеачкото мнозинство ја кочат целата работа за анкетната комисија да не може да си ја врши работата. Дури на 20 се отвори оваа точка број 1 на 125-та пленарна седница и тука помина одлуката, предлог одлуката. Сега, според правилата на Талат Џафери, треба да се свика и комисија за прашање на изборите и именувањата, каде би поминал и персоналниот состав на оваа анкетна комисија. Се уште не е свикана. Дали и тука ќе се купува време, пројде време, повеќе од 20 дена се поминати. Дали им е потребно време за да се сокријат некои докази и во меѓувреме што останува, останувате само вие медиумите, ние како опозиција и луѓето кои што надвор протестира. Значи власта апсолутно нема абер ниту грижа на совест дека ова е најитен случај во секоја европска држава за вакво прашање паѓаат влади. Според опозицијата, правдата за овој монструозен криминал на сметка на болните од канцер нема да излезе на виделина со оваа власт. Ја искористив можноста на Комисијата за здравство, предложив на претходната 22 седница да разговараме на тема онкологија, прифатија и овој мој предлог го ставија, замислете, под точка разно. Таа седница ние ја напуштивме затоа што бевме испровоцирани од начинот на кој што се однесуваше владеачкото мнозинство, бидејќи во чекор си го измени својот предлог за измена на Закон за здравствено осигурување, ја напуштивме, за да тие сега имаат аргументи, велат вие ја напуштивте седницата, затоа не отворивме точката. Па еве нека денес има можност да отвориме таа точка. Значи бегање од одговорност и од соочување. Ако го осудуваат овој чин и пратениците на власта, зошто не би разговарале сите отворено? И додека јавноста ги чека виновниците, тим од обвинители и истражители ги проверуваат наводите дали е сторено кривично дело против здравјето на луѓето. Пациенти добија директен увид во истрагата за онкологија, но велат дека протестите и натаму продолжуваат.